Нека ти е честит роден денот. Ке го чекаме и до година и уште многу години. Почитуван председател на парламент, господин Талат Џафери, почитуван премиер Зоран Заев, почитувани пријатели, дами и господа, екселенции. Многу мои пријатели, а и не толку пријатели, во последниве години постојано ме прашаат: што ти тука се плеткаш со книгиве на Андов? Ние што бевме новинари, што патувавме по светот, со него и без него, и во земјите во развој, и во западноевропските земји, зашто тие два ресора ги држеше во сојузната влада, го знаевме господин Андов како личност што не молчи. На пошироката македонска, па и на професионална јавност не е познато она што го напише во книгата Тито и реструирањето на Југославија. Ке се види дека Стојан Андов е ерудит, полихистор, освен што завршил во Скопје економски факултет, во Белград политички студии, завршил као постдипломски студии. Тој, според моето мнение, е навлезен сериозно и во две други сериозни дисциплини, што само внимателниот проследувач може да ги забележи. Тоа се философијата и историјата. Тој не е историчар, историограф, нема ни такви амбиции, меѓутоа од философијата ки има применето трите главни прашања. Секојаш да ја бара суштината зад појавата, секојаш да ја гледа големата слика и секојаш да ја гледа она околу него во еден постојан процес. Она зашто посебно му се воскитуваат непристрасните последувачи е дека тој се обидува и делумно го враќа достоинството не само на политиката и политичарите, него и на многу луѓе што за себе имаат многу високо мислење во така наречената културна сфера. Тој успева да ги демистифицира лажните пророци, лажните патриоти, лажните демократи и лажните интелектуалци. Многу едноставно, да е жив тука Декарт ке рече: тој е мој ученик затоа што говори јасно и разговедно. А мојот учител Расел по филозофија и математика ми велеше: не може матно да се мисли, а јасно се зборува и пишува. Токму и тоа неговиот талент, што сега го славе овде како литерат, меѓутоа не е во прашање само неговиот талент, во прашање огромен интелектуален труд, огромна самоедукација, голем секојдневен напор. Овде цело брдо на книги не се пишува туку така. И јас знам многу луѓе и во земјата и во светот што лесно пишуваат, ама многу тешко подпишуваат. Зашто да подпишеш текст треба да имаш и морал, карактер, да стоиш за тоа што си го напишал и си го рекол. Во овие сите книги овде, говорам за овие што се занимаваат со мемуарите негови, со студиите, тој се обидува да проникне во крајот на студената војна околу македонското прашање. Македонското прашање не е од денес, не е ни од вчера. Уште од Берлинскиот конгрес 1878 година, кога првпат се договараат некои привилегии за наша овде популација, големите сили очи си вадат за ова парче земја овде. Не случајно. Основачот на првото германско царство, фон Бисмарк, вели кој го владее Вардар, Вардарската долина, тој го владее Балканот со тоа Европа. 1994 година во Скопје беше
германскиот заменик канцелар, шеф на дипломатијата и бивши шеф на разузнавачките служби Клаус Кинкел, го башав, зошто го однесовте Глигоров дома кај вас во Хановер? Тој ми вели, па Глигоров е председател на Македонија, а стабилноста и просперитетот на Македонија се стабилност и просперитет на Балканот, а стабилност и просперитет на Балканот се стабилност и просперитет на Европа, а со тоа и на светот. Затоа го однесов. Би сакал неколку збора, затоа што ми рекоа да говорам само 6 минути, да не ги стргат ушите, ќе задржам до тоа. Сакам да се осврнам на последната книга за која имам привилегија да проговорам нешто. Во инаугуралниот говор на Глигоров во ноември, кога беше избран од народот на општо гласање, тој во еден момент рече една застрашувачка реченица. Тие што се во политиката не треба да се занимаваат со бизнисот. А ако сакаат, треба да ја напуштат политиката. Тоа беше опомена на онаа екипа што се обидуваше и успеа да се збогати, злоупотребувајќи ги своите функции. После 6 месеци, во јули Глигоров даде интервју за Пулс, кај што рече, ве донесов на власт, ништо не направивте. Ни медиуми, ни судство, ни школство, ни здравство, ништо. И што се случи? Бум! На 3. октомври 1995 година беше извршен атентат на Глигоров. Значи, после 6 часа од атентатот во Скопје, во амбасадата во Њујорк, нашата амбасада во Њујорк, што бев дописник за Македонска радиотелевизија, министерот Стево Црвенковски ме запозна со еден од помошниците директори на FBI. Тој дошол во Њујорк од Вашингтон, од мене да ги побара видеоснимките, фотографските снимки и аудиоснимките од 1. октомври, кога лидерите од диаспората одржа големи демонстрации против давањето на знамето на грците во приведената спогодба и бара со големи транспарентни смрт на Глигоров, за Глигоров и за Стево Црвенковски. Ја му реков, нема ништо да ви дам, ќе му ги дам на Глигоров ако остане жив. И тој ме праша мене, што мислите, господин Гајдов, кој го направи атентатот? Велам, ние немаме ни луѓе, ни технологија, ни организација, ни менеджмент. Албанија параспорт држава, Киро се нагоди, викам, со овие православци во Белград и во Атина, веројатно бугарско-руската врска. Тој вика, колку трча човек најбрзо, викам, 36 км на час или 10 метри во секунда. Кој зови телефонот, го стави на маса и рече, а колку вака прави брзо, не знам. Вели 0,6, не ве разбирам, велам. Вели, вака да направите, помина Мерцедесот на Глигоров. Вашите го направиа. Ја бев вчашен. Зашто во амбасадата не се живи ниту Стево Црвенковски, ниту Иван Тошевски, ама живи се Денко Малевски, Насте Чаловски, Љуби Цачевска, Игор Џондив и што десетина други дипломати врвни. Како викам нашите? Па гледате, господин Гајдов. После 60 секунди од атентатот, 300 ветни телеграми дојда од Вашингтон, од Сија, од Лондон и од Михен. Ништо не пипајте, доаѓаат нашите експерти. Ама вашиот министер на полиција го однесе Мерцедесот у непознат правец после 120 минути. Зашто велам ја наивно? Тоа е мозок на атентатот, вели. И од тоаш 3. октомври 1995 година, се додека него сретнав случајно државниот обвинител Ставречиков во април 2000 година, немаше направено ништо околу
расчистувањето на атентатот. Тој се обиде нешто да направи и него изгледа му ги потрка ушите, ништо не се заврши таа работа. И уште нешто да кажам. Освен атентатот на Глигоров, волшебно загина, ги чезна сите 8 телохранители на Глигоров. И обвинителот Бундалевски. Кога дојдов од Америка, отидов кај Глигоров да му дадам тие играчките што не ги дадов во Америка, му се јави Бранко Црвенковски и тој му вели и му се дере: сум ти рекол да не ми се јавуваш додека не го смениш министерот. И му го акна телефонот. Ја му велам: добро, вие око немате, ама изгледа не слушате добро. Зашто вели? Па Бранко со него ако не е заедно, како можем да го прави атентатот? Немој. Тој единствен што може да наследи. И ја од него право кај Стојан Андов му велам: ово е извадено памет. И Андов му вели: не е извадено памет, тој е извадено страф, му е страф дека втор пат може да им успее атентатот. Не сакам да го да раскажувам книгава, може да ја земете да ја прочитате. Таа е една блескава книга затоа што многу едноставно господин Стојан Андов се држи до фактите, во полемиките образложува и секој може да ги разбере као едно обично четиво. А зошто не изгоре во она време на југосталинистичко едноумие, кој беше сојузен министар? Затоа што беше нападнат жестоко од мојот бивши колега и државен секретар Титов Миленик, Јосиф Врховец, и тогаш беше спасен во принципна дебата од тогашниот премиер Ѓурановиќ. Кога го нападна дека Шурова, кога го нападна дека Шурова и ја продава југословенската неврзана политика, го спаси неговиот премиер и личен пријател, за кој што рече дека ќе пишува книга, големиот државник Џемал Бијадич. А кога, како млад интелектуалец и мислител, објави неколку за тоа време еретички текстови во тогашниот главен магазин на партијата и на теоријата Социализам, кога Корач, професор Миладин Корач, идеологот на југословенската духовна политика и филозофија, и другите му е бараа главата, дури и на градски комитет во Белград му е бараа главата, него го спаси Бакарич, поред Карделј главниот Титов идеолог или теоретичар. А уште нешто ќе се вратам на Бијадич, кој му ја спаси кожата кога во градски комитет во Скопје и во Централен комитет на Скопје Лазар Кулишевски, царот на Македонија, и Славко Јановски, царот на Ману, му ја бараа главата. Меѓутоа беше спасен затоа што тој ниту беше шарлатан, ниту беше анархолиберал, тој беше онај најстрашна квалификација што Титовата инквизиција ги мелеше сите интелектуалци па и леви политичари во Југославија. Еве толку за сега, многу ви благодарам за вниманието.